Здраво на сите и добродојдовте на денешната дискусија. Благодарно за сите кои веќе се приклучија, како и до оние кои ќе ни се придружат во текот на разговорот. Во последниот период сите сме сведоци на сериозни промени, како од раст на цените, инфлација до нестабилност на пазарите и промени во синџирите на снабдување. Но прашањето е како сето ова директно влие врз нашите компании и одлуките што ги носиме секојдневно. Токму затоа, денес со нас е професор доктор Весна Георгиева-Свртинов, универзитетски професор по меѓународна економија, финансиски аналитичар и консултант. Исто така, како модератор е Васко Костов, докторант, предприемач и предавач по менаџерско сметководство и инвестиции, кој ќе ја води дискусијата и ќе поставува прашања од аспект на тоа што е најрелевантно за компаниите денес. Исто така ве охрабрувам сите што не следите да поставите прашања во коментари и ние ќе се обидеме да одговориме на дел од нив во текот на разговорот. Васко, сега би ти го препуштила зборот за да започнеме дискусијата. Настан, благодарам на самиот иновативен пристап кој што е сосема различен од другите методи на водење на дискусии. Те охрабрувам ова да го направиш и многу пати, не само сега. Јас би направил едно кратко овервју на целата ситуација, на сите овие кризи што ни се појавуваат, па така би почнала ако се навратиме во 2019 година, се чини дека глобалната економија е заглавена во постојана состојба на вонредна економија. Прво се справувавме со невидени затварања и ограничено движење поради пандемијата и токму кога мислевме дека најлошото помина, бевме погодени од масовен бран на инфлација. Всушност, цената што требаше да ја платиме за незаработените пари што го одржуваа системот во живот за време на кризата. Додека се уште се боревме со тоа, избувна исто така војната во Украина, фаќајќи ги глобалните пазари целосно неспремни. Потоа дојдоа ударните вести од Вашингтон, односно председателот Доналд Трамп во една фина атмосфера во градината на Белата куќа најави сеопфатни глобални царини, посочувајќи на неправедното искористување на американската трговија од останатиот дел на светот. Неизвестноста вртоглаво порасна, односно индексот на неизвестност кој го мери всушност, кој ја мери целата бизнис неизвестност во САД, беше дури на повисоко ниво од времето на ковид кризата. А пак индексот S&P 500, кој го користам како некој вид на бенчмарк за бизнис активност, падна за околу 20%. И целиот свет го задржа здиво додека се надзираше обновената трговска криза помеѓу САД и Кина. Неодамна конечно почнавме да чувствуваме вистински оптимизам и јававме на бранот на возбудата од економијата управувана од вештачка интелигенција, очекувајќи уште едно намалување на каматните стапки и проектирајќи нов глобален раст, но уште еднаш сликата се промени преку ноќ. Настаните од 28 февруар и новиот конфликт на Блискиот Исток доведоа до нагло покачување на цените на нафтата. Сега наместо мирно пловидба се соочуваме со закана од обновена инфлација или уште полошо ризик од стагфлација. За бизнисите овде во регионот прашањето повеќе не е дали ќе дојде следниот шок, туку како да изградиме отпорност за да го преживееме и да растеме и покрај него. Или како што вели еден истакнат економист, кризата е лабораторија на иднината. Таа секогаш гради силни луѓе, кои градат силни компании, кои па градат силни економии. За да ни помогне да ја разбереме оваа нова реалност, се обраќам кон професор Весна со моето прво прашање денес. Професор, во однос на тајм менеджментот и со тоа што мора да бидеме прецизни и ја би рекол брзи во нашата дискусија, јас веднаш би преидел со моето прво прашање кон вас, односно тоа би било во последно време сме сведоци на зголемени геополитички тензии на Блискиот Исток. Како ваквите конфликти се пренесуваат врз глобалната економија? Благодарам Васко и благодарност уште еднаш до Лолита за организацијата и за поканата. Како што Васко кажа, во последниве години ние сме постојано соочени со кризи од различни извори, почнувајќи од глобалната финансиска криза 2008 година,
должничката криза во еврозоната, понатаму беше пандемијата, војната во Украина, енергетската криза, оние конфликти помеѓу големите сили и сега за жал се сочуваме уште со една ситуација, односно војната, конфликтот во Блискиот Исток. Овој конфликт не треба да го гледаме само како закана за безбедност и за политиката, туку секако и за економијата. Затоа што кога настанува ситуација во ваков регион, кој што знаеме сите дека е клучен за снабдување на светската економија со нафта и со газ, неминовно е дека ќе дојде до страф на пазарите, дека ќе се намали понудата на овие енергенси и нормално дека доаѓа до раст на цената на нафтата. А кога расте цената на нафтата, знаеме дека брзо се прелева скоро во сите економски активности, од транспортот, производството, логистиката, па на крајот нормално дека и компаниите ќе се трудат тоа да го пренесат врз повисоките цени на производите. И доколку тоа се случи, нормално ќе дојде до еден инфлаторен притисок. Приказната не завршува тука, продолжува веќе со монетарната политика. Кога енергијата расте, кога расте, инфлацијата, монетарната политика се соочува со една прашање како тоа да го реши. Главната мерка, односно механизам кој што го користи е рестриктивната монетарна политика, односно ги зголемува каматните стапки. Ние бевме сведоци пред неколку години кога тоа се случи. Меѓутоа, како се намалуваше инфлацијата, така се намалува и каматните стапки. Сега повторно доаѓаме до дилемата дали повторно ќе ни се случи истото сценарио. Бидејќи нормално повисоките каматни стапки понатаму ќе имаат последици и врз нас како граѓани, и врз компаниите, ќе се одложат инвестициите, можеби ќе се пролонгираат новите вработувања и на крајот на денот ќе се случи пат на економскиот раст или една многу неповолна состојба во економијата, што ја нарекуваме стагфлација. Значи дека овие геополитички настани брзо се пренесуваат врз економијата и представуваат еден поврзан синџир на економски следици. Така, благодарам професорке. Уште едно дополнување, еве конкретно зборуваме нели за дисрупцијата преку Ормудскиот теснец во кој што конкретно збориме поминува 20% од светската нафта, така да зборуваме за дисрупција од 1/5 од енергенсите во светот. Тоа е многу силен удар. Еве се повикувам на едно истражување бидејќи на дневна база ги следам случувањата на берзите, едно истражување од Goldman Sachs кое вели дисрупција, односно зголемување на цената на нафтата за $10 по барел за неколку месеци, еве да речеме 3-4 месеци, ќе доведе до раст на инфлацијата за 40 базични поени, односно 0,4% поени во Америка, а истото ќе донесе до пат на GDP-то, односно бруто домашниот производ за 0,1% поен во Соединетите Американски држави. Состојбата во Европа ќе биде уште многу полоша. Еврозоната ќе се соочи со пат на GDP-то, односно БДП-то за 0,2% поени, а кај нас во средна Европа или југоисточна Европа тоа би било некаде до 0,4% поени. Тоа е според најновото истражување на Goldman Sachs. Во ред, моето следно прашање е како ова се некои геополитички видувања и генерално за светот. Нас повеќе не интересира како овие случувања ќе се прелеат во Македонија. Моето следно прашање е какви би биле потенцијалните ефекти од ваквите глобални случувања врз македонската економија? Вака, ќе истакнам дека директна последица ние не би имале, затоа што трговските врски со овој регион, тоа со Иран, не се мали, евидентен е некој забележан, некој помал увоз, така што директни влијанија не би имале. Туку би имале индиректно влијание, како што сега во последниве 2 недели го слушаме од повеќе економисти и аналитичари, дека индиректното влијание е главно преку ќе се почувствува преку финансиските пазари, односно преку цената на нафтата, преку порастот на цената на нафтата. Ние знаеме дека сме многу увозни од овие, увозно зависни од овие енергенси и нормално дека стравот кој што се појавува е да не се случи повторно да ја доживееме од пред неколку години увозната инфлација.
До сега бевме во добра ситуација, ја надминавме инфлацијата после војната во Украина, енергетската криза, таа постепено се намалуваше, некаде 2005 година ја завршивме со 4%, февруари беше 2,9, јануари 3,2, меѓутоа значи има постепено намалување и пред да се случи овој конфликт се очекуваше дека таа уште повеќе ќе се намалува и автоматски на тоа дека ќе се релаксира монетарната политика. Меѓутоа, не сме да заборавиме дека ние пред неколку години имавме дури и двоцифрени стапки на инфлација, некаде 14%, и поради тоа мислам дека уште повеќе не се заборавени тие искуства ни што поминавме, и поради тоа мислам дека е поголемиот страв или пак паника. Секако дека ќе се случи намалување на побарувачката и краткорочен да е овој ефект, луѓето нормално психолошки причини се плашат од неизвестност, одложуваат купување или барем оние што се неопходните. Зборуваме за едно пооптимистичко сценарио доколку ова трае пократко време и доколку е локализиран конфликтот. Но секако ако трае подолго време и се прошири, во тој случај повторно не е исклучено да доживееме еден нов инфлаторен бран. Во однос на монетарната политика и каква ќе биде. Прво сакам да истакнам дека ние немаме целосно независна монетарна политика, бидејќи имаме фиксен курс на денарот во однос на еврото и отприлика следиме монетарната политика на еврозоната. Меѓутоа, доколку се случи повторно инфлаторен баран, не е исклучено и таму и кај нас да повторно дојде до затегање на монетарната политика. Значи дека тоа е еден синџир кој што е поврзан, кој што може да донесе значи повеќе последици. Би го спомнала и тука девизниот ризик, кој што ние го немаме кога имаме плаќање и наплати со еврозоната поради фиксниот курс, но во однос на други валути може да се појави, затоа што за време на вакви кризи искуствата покажуваат дека доаѓа до флуктуација на валутите на девизните пазари. Тоа би биле накратко од прилика што би можело да очекуваме од ваквата криза, меѓутоа се зависи и од сценаријата, дали ќе биде пооптимистичко сценарио, ќе трае пократко време или пак кризата ќе трае подолго време и ќе земе можеби и нема да биде толку локализирана. Така, значи би сумлибирал дека сите очи се свртени кон тајмингот на самата криза, колку таа би трајало и така би се на некој начин резултирале самите негативни ефекти кои ние конкретно би ги доживеале индиректно преку нашите трговски партнери од Европа. Знаеме дека нашата економија е некаде околу 90% поврзана трговски со Европската унија. Во ред, сега продолжуваме на микро ниво, односно како македонските компании би се справувале со ваков тип на кризи или конкретно со оваа криза, па моето следно прашање е во услови на зголемена економска неизвестност, како компаниите можат подобро да ја проценат својата финансиска состојба и да носат поквалитетни деловни одлуки? Па вака, како и ние како земја не можеме да бидеме изолирани, нели сме мало отворена економија и постојано ние не сме имуни на овие случувања во светот, така и компаниите. Па дури да станува збор за компанија која што не извезува, не увезува, таа на директен, ако не начин, на индиректен начин секако дека ќе биде погодена на помалку или пак повеќе од вакви ситуации. А бидејќи кризите ве гледаме дека постојано во последно време ни се случуваат, дека мора да бидат компаниите свесни дека едноставно тие мора да се прилагодат на овие нови услови, па дури некогаш и да излезат и поконкурентни после кризата од некои си научени лекции. Она што прво и најосновно би го препорачала за компаниите да си направат во моментот една можеби брза анализа, финансиска анализа со помош на финансиски индикатори. Тие знаеме ги има многу
Јас во интерес на времето ќе издвојам 4 кои што во моментот сметам дека се најзначајни и можат највеќе да ни дадат представа за тоа на секоја компанија за тоа колку би била изложена, доколку би се случиле некои од ризиците за кои што зборавме. Ликвидноста. Да не зборувам школски, тоа значи можност да се покријат краткорочните со краткорочните средства, краткорочните обврски. Меѓутоа, ако како што кажав и пред малку, но и една од прогнозите зависи кој сценарио ќе се случи, дојде до пат на побарувачката, ако дојде до потешка наплата на побарувањата од клиентите, можеби не затоа што тие не сакаат да платат, туку затоа што и тие на некој начин имаат свои ликвидносни проблеми, тогаш компанијата да види дали таа едноставно има некој бафер, односно има некакви си резерви на ликвидност, да може да излезе од оваа ситуација, бидејќи на крајот и таа има свои обврски кои што треба да ги плати кон добавувачи кои што достасуваат, кон плати и така натака. Следно што е битно да направат анализа на задолженост, односно како се финансирани средствата, дали се финансирани со повеќе со сопствени извори или со заеми. Ако се со кредити, да се види каква е и тамо структурата, дали се финансирани повеќе кредитите се со фиксни или со варијабилни каматни стапки. Нели како што еден од стравовите е да дојде до рестриктивна монетарна политика, Народната банка да ја зголеми каматната стапка на тие благајнички записи кои што се понатаму пренесуваат и врз комерцијалните банки, и сега што би направиле компаниите? Да видат, да проценат дали ќе можат да ги абсорбираат сега пак тие дополнителни трошоци или пак тоа ќе биде негативно, ќе влијае понатаму врз нивната добивка. Секако профитабилноста да се изанализира, затоа што ако очекуваме сега во моментот има пораст на на енергенсите, но ако потрае подолго време ќе се префрли врз останатите цени. И сега ако на нив им се зголемува и енергенсите, и суровините, и не знам трошоци за финансирање, дали тие ова се ќе можат да го префрлат врз продажните цени? Значи треба да се направи една анализа на пазарот, ако се нема направено претходно, се е добро да се направи претходно отколку кога ќе се случи. Се со цел да се види дали ќе може да поминат, условно кажано, овие повисоки цени, или пак не можат затоа што на пазарот има поголема конкуренција, затоа што нема еластичност на побарувачка и на крајот ако не е возможно тоа да се компензира преку повисоките цени, дали тие ќе можат ова да го абсорбираат или пак премногу ќе им се намали маржата или пак не дај Боже да почнат да работат со загуба. Секако во тој случај тука е и ефикасноста, значи колку што е можно да бидат поефикасни, односно со што е можно помалку трошоци, со помалку средства да се остварат повеќе приходи. Значи, преку ваквата анализа веднаш може да се детектираат финансиските и слабости, и ризици, и навреме да се превземат соодветни мерки. Така. Вие спомнавте, професорке, ликвидноста исто како еден од можеби најбитните параметри кои што треба секоја компанија да се следи. Сега ако го разложиме тоа, освен нели солвентноста во однос на задолжувањето на самата компанија, ликвидноста е мощна, битна, па јас би рекол и од екзистенционална важност на самите компании во време на вакви шокови, односно неможноста на сервисирање на краткорочните или и долгорочните обврски, исплата на пари кон своите добавувачи или исплата на своите кредити може да ја доведе директно во екзистенционална загрозеност самата компанија. Затоа вие ја начнавте таа тема, но ја би сакал малку повеќе да разговараме за ова, па моето конкретно прашање во однос на ликвидноста е зошто анализата на паричните текови станува особено важна во вакви неизвестни економски услови? Ова анализа на паричните текови за мене секогаш е важно да се прави. Сега, бидејќи конкретно е оваа ситуација кога може да настане поголем проблем со ликвидноста отколку што има проблем кога е стабилна економијата, ете добива од значење.
Затоа што едноставно анализата cash flow или анализа на извештајот за парични текови ни покажува не колку добивка имаме на хартија, туку на вистина колку пари имаме. Односно таа е на некој начин на крвоток на предпријатието, колку пари реално влегуваат и реално излегуваат. Затоа што компанијата може да кажеме да има евидентирано да има продажба, да има приходи, меѓутоа да нема во моментот наплата за да може да си ги исполни своите краткорочни обврски, како што пред малку кажав за плати, добавувачи и така натака. И од таа причина многу финансиски аналитичари апелираат за да има една ликвидносна резерва од прилика за 6 до 8 месеци, да може да се покрие и да се премости ваков некој период кога има пат на продажба, а пораст на трошоци. Исто така е битно да се изанализира циклусот на конверзија на готовина. Што значи тоа? За колку време всушност се претвараат средствата во пари? Тука би значило за колку време залихите се држат да се продадат, за колку време е изразено во број на денови нека биде се прави наплата од страна на клиентите, за колку време се исплаќаат обврските кон добавувачите. Препорачливо е, особено во вакви ситуации, кога има ризик од нарушена ликвидност, овој циклус да биде што е можно пократок. Сега, ако ова веќе претходно компанијата не правила ваков извештај, нема од прилика еден така бафер, да кажеме, за време на вакви кризни, да ги кажеме, ситуации, секако дека мора да тражи алтернативи. Еве тука се, например, банките. Тие во овој момент не би требало да се гледаат како финансиски како кредитори, туку како финансиски партнери. Затоа е добро да се има со нив добра комуникација, за да се најде начин како ликвидноста да се зголеми преку дали грејс период, преку репрограмирање на кредитот и така натака. И она што сакам да го кажам уште на почетокот, мислев и така да почнам, дека според мене, за жал, овој извештај на парични текови кај нас многу малку се користи, барем не од помалите компании. Можеби една од причините е тоа што со закон не се бара, меѓутоа и дека е многу битен, менеджерите се повеќе свртени кон и сопствениците кон добивката отколку готовината, но постојат компании кои што пропаѓале, имале добивка, ама немале доволна ликвидност во момент кога таа им била потребна. Така, тоа и го мислев јас да го потенцирам посебно, бидејќи не секогаш профитабилните компании се еднакви на добро ликвидни компании. Така да може менеджментот на самата компанија да се насочи кон остварување на големи профити, но ако затаи системот на наплатување на тие приходи кои што ги остваруваат од продажба на своите производи и услуги, може да се соочат со огромен проблем при неможност да ги сервисираат своите обврски. И тука се запаѓа во еден многу тежок проблем на неликвидност и, како што претходно кажавме, дури да оди до таму да се соочи компанијата со екзистенционален проблем, иако е профитабилно здрава компанија. Значи, профитабилноста не е еднакво на ликвидност. Профитабилноста е едно, ликвидноста е друго, а таа слика можеме да ја прочитаме преку извештајот на парични текови, кој што, како што професорката каже, е посебно занемарен кај помалите компании и кои што се повеќе фокусираат на самата профитабилност. Ја ви издвоил еден пример од компанијата Apple, која што сите ја знаеме во однос на тој оперативен циклус кој што го спомна професорката. И примерот гласи вака, значи во суштина Apple ги принудува своите добавувачи да го финансираат неговото секојдневно работење. Apple продава iPhone денес и веднаш ги наплаќа парите, но нема да му плати на добавувачот кој го произвел тој iPhone уште 3 месеци. Оваа динамика создава огромен континуиран обем на готовина без камата, што Apple може да ја насочи директно во истражување и развој, стратешки аквизиции или огромни откупување на сопствените акции. Сето тоа без потреба од надворешно задолжување за да го финансира својот обратен капитал. Еве една лекција како тоа најуспешните компании на светот го прават. Може да ни биде еден вид поттик, но проблемот е во тоа што
такви големи компании имаат преговарачка сила и може да ги натерат своите. Да, тоа сакав да го кажам, не секој може да биде во ваква позиција, да биде кредитиран, условно кажано, со тоа што ќе наплати претходно. Пак станува збор за Apple компанија. Так. Меѓутоа, примерот што го кажавте, пак е сега обратна ситуација до сега што го зборувавме. Так. Моето следно прашање е покрај анализата на тековната состојба, колку е важно компаниите да прават финансиско прогнозирање и сценарио анализа. Значи, освен гледање кон минатото, колку е важно компаниите да прават некои проекции, да гледат кон иднината и да ги предвидуваат своите приходи, обврски и така натаму, односно случувањата во иднината. Вака, ова до сега во некои од претходните прашања, кое прашање беше што го зборував, се однесуваше за да се види каква е тековната состојба на компанијата. И ова што спомнавте вие минатото, може да се направи тренд анализи да се види какво било минатото. Сето тоа е се во ред. Меѓутоа што е со иднината која што станува се понеизвестна. Значи, покрај тоа што е потребно да се види во моментот каква е сликата на компанијата, потребно и незиното финансиско здравје, пред се потребно да се прават некои прогнози. За оваа цел секако дека треба да се следат сите геополитички случувања околу нив, потребно да се следат и макроекономските показатели кои што ни се во рамките на нашата држава, бидејќи тие даваат некогаш рани сигнали за дека ќе се случи инфлација, пораст на каматни стапки, што и да е. Нормално и да се користи и историјата. Што би можело да се направи? Да се направи, например, во прогнозата сценарија. Еве како еден пластичен пример како сценарио би можело да се направи сега во оваа ситуација, конкретна ситуација за војната. Например, едно реалистичко сценарио да остане инфлацијата и каматните стапки како што се сега во моментот. Може би да направиме и оптимистичко сценарио, во кое што, како да не постоеше војната, како што сметавме дека инфлацијата се прогнозираше ќе се намалува и ќе се намалуваат каматните стапки. Но песимистичкото мора, доколку дали потрае кризата и се случи инфлација и тука да пресметаат одреден процент на инфлација и пораст на каматните стапки. Со овие три сценарија да анализираат како ќе влијаат врз приходи, врз трошоци, врз готовина и дали ќе може да опстанат и во песимистичкото сценарио или ако имаат проблем како би можеле да го премостат. Покрај анализата на сценарија, тука е анализата на сензитивност, што може да тестираат само еден фактор ако се менува како ќе влијае. Например, продажбата. Па како ќе влијае на самиот профит, бидејќи еве сега нели очекуваме може да има пад на продажба, ако таа падне за 5%, ако падне за 10%, така натака. Покрај на сценарија и сензитивност, за да е еден од начините со кои што се прави прогнозирање. Понатаму битно е во однос на инвестициите. Сега очекувам дека некои инвестиции би можело да се одложат ако не се многу итни, за да се стабилизира ситуацијата. Меѓутоа, доколку некои инвестиции сега се прават, нормално тие не се прават врз база на интуиција, со соодветни методи, како нето сегашна вредност, интерна стапка на рентабилност, период на враќање или уште подобро дисконтен период на навраќање, да не влегувам толку во технички детали. Меѓутоа, препорака или како совет, сметам дека е добро да стават повисока дисконтна стапка, односно да пресметаат повисок принос, се со цел да се компензира ризикот. И сега, за да не завршуваме цело време со некој песимизам, да кажеме некоја корист која што би можела да има, а би имале токму овие компании кои што се финансиски стабилни, кои што се и ликвидни, бидејќи во оваа ситуација може да се случи да дојде до пад на вредноста на некоја компанија, таа да се продава, или до пад на вредноста на опрема, на финансиски средства, на финансиските пазари, тоа може да го искористат компании кои што се навистина добри и да ја искористат ваквата поволност. Како најизразен пример,
Ќе кажам за време на 2008 година, кризата кога почна во Америка, нели прво, кога криза на хипотекарни кредити, банката Мерил Линч кога пропадна, тоа го искористи банката Bank of America и ја купи по многу поволна цена. И ете едноставно ја прошири позицијата, доби пристап до нови клиенти, до нови капацитети, значи некој кој што е во добра финансиска состојба може да искористи и нешто во време на вакви кризи. Така. Би сакал да се обратам до публиката пред да го поставам моето последно прашање, доколку имате било какви прашања на темата, слободно може да ги поставите во чат, во коментар и ние ќе се потрудиме да дадеме соодветен одговор на истите. Моето последно прашање за денес е за крај. Знам дека голем дел од моето последно прашање веќе имаме начнато со вашите одговори по основ на претходните прашања, но еве за крај, кои се клучните чекори што компаниите треба да ги преземат за да ја зголемат својата отпорност и финансиска подготвеност во услови на економска неизвестност? Да не се повторувам со финансиската анализа, прогнозите, кеш флоуот го спомнав, значи колку е битен, значи ќе покријам нешто она што сметам дека не сум кажала. Трошоците се исто така многу битни, бидејќи во овој период стравуваме од пораст на трошоците и многу е добро да знаеме дали постојат некои трошоци кои што би можеле да се намалат, без при тоа да не дојде до некој си застој или да го загрози долгорочниот развој на компанијата. Меѓутоа, ова е многу добро да се направи и пред да се случи криза. За едноставно како една анализа на флексибилност на трошоци, да се процени овој трошок можеби нема да предизвика многу негативен ефект врз мојот финансиски резултат во ситуација ако дојде до криза и пораст на основните трошоци. Понатаму добри односи со стейкхолдерите. Клиентите се многу битни. Ако очекуваме ние пат на продажбата, насите какви ни се битни клиентите, особено ние кои што ни се лојални клиенти. Добри односи со банките, веќе спомнавме. Со добавувачите, бидејќи може да испреговараме ако имаме ликвидносен проблем за подолг по поволен рок на отплат. И она што е битно е диверзификацијата. Диверзификацијата на приходите. Ова важи и за македонската економија, диверзификацијата при извоз, меѓутоа тоа е веќе некоја друга тема. Можеби брз лек за да се намали ризикот е токму диверзификација. Кога зборувам за диверзификација на приходите, сакам да кажам диверзификација на ниво на клиенти, на ниво на пазари, на ниво на канали на продажба. Значи да не се зависи само од еден пазар, од еден голем клиент. Како пример, еден така пластичен пример во времето на ковидот, доколку претпоставиме дека некоја компанија произведувала само облека која што била костумирана за на работа, нормално дека работевме повеќе од дома и ќе се намали побарувачката за таа облека. Ама ако имала диверзификација, па да произведува и спортска облека, кога таа тогаш се зголеми, бидејќи сте повеќе тоа нели купувавме, значи на едно место тие се обратно корелирани, всушност. Едната се намалува побарувачката за една облека, за друга облека се зголемува. И јас се сеќавам за еден бренд тука, кој што нема секако да го спомнам името, кој што продаваше свечени тоалети во времето, и никогаш не знам дека нешто друго продавал во времето на ковидот, се сврте на спортски јакни. Пример добар за диверзификација на каналите на продажба беше и Зара во времето на пандемијата, бидејќи продава и физички преку продавници, но продава и онлайн. Сега кога опадна продажбата преку продавници, бидејќи нели бевме затворени, се зголеми онлайн продажбата. Примери Кока-кола со диверсификација на пазарите, затоа што дојде до се намали доставата можеби до ресторанти, до кафетерии, бидејќи беа затворени, ама се зголеми во супермаркетите, бидејќи повеќе луѓето седеа дома и оттамо купуваа. И
И секако диверзификација, јас ќе напоменам и во однос на добавувачи. Значи, ако постои ризик, ако сме зависни како компанија од малку или од еден голем добавувач, бидејќи тогаш во вакви ситуации може да се случи да има прекин во синџирите на снабдување. И уште повторно, бидејќи пак сакам да завршам со нешто позитивно и која корист би може да се извлече од вакви ситуации, доколку бидеме малце поиновативни и развиеме некои нови модели, може да постои корист. Компанијата Netflix е основана, мислам, дека 97 година. Меѓутоа, најголемата експанзија ја доживува за време на глобалната финансиска криза. Зошто? Затоа што луѓето бараат поевтини начини на забава, како домашно кино, например. Или Airbnb, таа е основана во време на тој период, бидејќи поради криза сите бараат поевтино сместување, не хотели. Од друга страна, луѓето сакаат да дојдат до дополнителни приходи, па кој има стан го издава за да добие приход, и така таа постои до ден денес. И јас сакам да завршам со една мисла, ќе го цитирам Џон Кенеди, кој вели вака: The time to repair the roof is when the sun is shining. Значи дека ние треба да го поправаме кровот некога врне, кога е се уште сончево. Значи дека компаниите треба да се подготват дека се уште времињата се добри. Така да, тоа и всушност и го спомнавме во однос на самата сценарио анализа, значи позитивните и негативните сценарија секогаш континуирано треба да ги прават компаниите за да не бидат изненадени од новите случувања, туку да ги дочекаат тие кризни состојби спремни за истите. Во ред пред да го дадам зборот на организаторот Лолита, би сакал да сублимирам делот од дебатата која што денес ја поминавме. Значи денес поминавме еден целосен круг од глобална слика до секојдневно работење на нашите компании. Видовме како геополитичките потреси, особено оние на Блискиот Исток, не се само вести кои ги гледаме оддалеку, туку директни фактори кои преку сенџирите на снабдување влијаат на вратите на македонската економија, но она што најважно за сите бизнис лидери и менаџери кои не следат денес е како да изреагираат во оваа неизвестност, се извинувам. Како што јасно истакна професорката, во услови на криза се враќаме на основите, а тоа е ликвидноста. Внимателното следење и анализа на паричните текови веќе не смее да биде само рутинска сметководствена вежба, туку примарен навигацијски систем за опстанок и носење на здравите деловни одлуки. Понатаму научивме дека менаџирањето со гледање само во ретровизор е опасно. За да се изгради вистинска отпорност, компаниите мора да гледат напред, преку континуирано финансиско прогнозирање и анализа на различни сценарија. Мораме однапред да знаеме како ќе реагира нашиот бизнис и во најдобро, но и во најлошо сценарио. Главен заклучок е јасен. Ние не можеме да ги контролираме глобалните конфликти, но имаме целосна контрола врз нашата внатрешна финансиска хигиена и подготвеност. Превентивните мерки навреме, базирани на цврсти бројки, со единствениот пат кон градење на силни и резистентни македонски компании. Професор, ќе уште еднаш ви благодарам за овие вредни и пред се практични насоки. Лолита, благодарам Минати. Благодарам многу, ја навистина уживав во оваа дискусија, многу корисни работи научив, се надевам и нашите слушатели. Така што сега имаме прашање во коментар што би сакала да го прочитам, наменато до професорката Весна. Дали очекувате ex-use сценарио, односно владино контролирана набавка бонови на нафта, бензин за граѓани како правни лица? Може ли уште еднаш прашањето? Какво сценарио? Сценарио ex-use од поранешна Југославија? Да. Јас не мислам такво сценарио, бидејќи времињата се многу различни од времето на Југославија и времето сега. Значи, прво, ние сме во многу различна пазарната економија сега, отколку начинот на уредување кој што бил тогаш.
за да може нели државата до толку да има влијание, повеќе мислам дека ќе биде оставено на пазарот. Ќе се изнаоѓаат можеби нови алтернативи, време треба за да се најдат нови места од каде што би се набавувало нафта, не е тек така да се сменат трговските договори и рути, но не очекувам. Ако мисли она, јас во тој период сум била помала, но веќе се сеќавам што сака да ме праша кога со бонови некој се купуваше и така натака или се возеше парен непарен ден, јас не очекувам таков сценарij. Благодарам многу. И веќе мислам дека треба да го завршуваме нашата дискусија. Ви благодарам на сите што бевте дел од денешната дискусија. Се надевам дека добивте корисни насоки и идеи кои ќе ви помогнат во носење подобри бизнес одлуки во ова динамично економско окружување. Следете ја не понатаму, ќе имаме вакви дискусии теми кои се директно поврзани со развојот на бизнисите. Ви благодарам и имајте пријатен ден. Благодариме. Благодариме.